По долга и тешка борба и 7 месеци по трагедијата во Почани, срцето на еден од највлијателните и најсаканите македонски музичари престана да чука. Почина Владимир Блажев Панчо. Ова е химна на животот, слушнете го текстот, размислете. И видете ги сите оние луѓе кои ќе бидат тука, позади нас. И да сватите дека треба секогаш да кажете 3 волшебни збора. Те сакам, извини и фала. Многу е лесно, само треба да сакате. Јас сум суеверен многу и кога ја пишав песната, знаеш, од кога ја снимивме, кога испадна све се осеќам малце чудно, знаеш, као да нешто предвидуваш и сите тие работи, ама тие се некои магиски мислени и треба да ги тргнем. Као што кажав преска, текстот ми беше у глава, ја додека зборам се ежам. Едно од најемотивно срекните песни кои евер сме ја направили. Панчо беше повеќе од уметник. Тој беше символ на една генерација, глас на улицата и на народот. Лик што ја представуваше вистината без маски и без фрази. Човек што не се плашеше да каже што мисли, да покаже што чувствува и да остане доследен на себе, без оглед на времињата, трендовите или условите. Неговиот живот беше искрен, бурен, вистински и човечки, исто како и секоја негова песна. Кога почина мајка ми се струши цел свет, не само дека ми е мајка, дека прв пат видов и мртов човек. Андреа денес кога ќе обуцнам за баба му кача и такви работи, ме прашува некои детски работи, кај живее, дали е куќата на облакот и такви некои работи, ама јас често и го носам на гробишта со мене, бидејќи некам да сакам баш да го свати животот, дека животот и смртта се поврзани едно со друго и дека е смртта е дел од животот и некам да има фобија од тоа и страв како што сум имал ја. Во изминатите 18 години екипата на Бекстејдж имаше чест и привилегија да го следи одблизу, да биде таму на секој негов настап, на секоја промоција, на секој концерт, во секој нов почеток и во секој тежок момент. Со него снимивме безброј интервјуа, создававме емисии, делевме искрени разговори, смеа и тишина. За нас, Панчо не беше само гостин во емисија. Тој беше дел од нашето семејство. Пријател кој секогаш ни беше на дофат, кој никогаш не забораваше, кој знаеше да се јави, да праша, да сподели, да се насмее. Со него сме поминале стотици денови низ снимања, на пат, на концерти, на премиери, во моменти кога музиката не беше само работа, туку заеднички живот. Кога ќе погледнеме наназад, секој наш разговор со него има тежина. Секоја негова изјава сега звучи како порака што останува. Во секој збор, во секој негов поглед и во секој негов одговор имаше искреност која ретко се среќава. Никогаш не се штедеше, ниту во емоција, ниту во мисла, ниту во храброст. И можеби токму затоа, сите што го познаваа, чувствуваат дека изгубија нешто свое.
Срцето мое ти го остави да пати, љубовта ја зема да нема да се врати, да сакам повеќе од самиот себе, да се родам пак би умрел повторно за тебе, би те чувал, би те пазел исто како бебе, знам сите би ти завидувале на тебе. Срцето мое како камене нема топлина, како неладната сибирска зима, за нас го мола Бога често да се моли, немам сила повеќе, не, премногу боли. Кога нема свое знам, туѓото го крадеш, кога нема срце ти, нема што да дадеш. Сега сум сам и тишината со мене плаче, сега ветерот ме гали, место твоите раце. Идеме сите заедно да ме слушнам! Ола мое, Ола мое срце знае се, ја сакаше, а ти го предадеш. Ола мое срце знае се, не можам ни денес без тебе, без тебе. Ова срце сакаше. И сите тие ликови кои ми израснале во мало и во аеродром со кој сум растел, се голем дел од мојот карактер што сум денес. Дали некогаш сум многу бунтовен, али знам дека сум искрен пред сам себе и сегогаш мирно спијам. Зашто така велат, ја пак тоа 100 пати сум го кажал, има секакви луѓе, има луѓе што не им се допаѓа, знаеш, и Господ го издале, еден човек кој само помагал и бил Господ Бог, нели? А не па за мене кој сум грешен, како и 100% луѓе, нема 99 да кажам. И мене ми е многу криво заради тоа и јас затоа велам нешто ќе речат, не треба да се фали, кога ќе дадеш левото око не треба да гледа десното или како беше таа поговорка. Ја велам секогаш кога даваме ние, тоа го знаеме преку медиуми, преку вас, дали преку портали, дали преку вашата емисија или преку некои други емисии од хуманитарен карактер и ние веднаш се јавуваме таму и ги прашуваме луѓето многу кратко и јасно. Сакате да ве постираме на нашите социјални медиуми, Facebook фан страната кај што имаме следбеници по возрастна популација кај што многу лесно може да се заврши работата. Некои прифаќаат, некои не, како они ќе решат така, ние сме тука, што и они да кажат, ние да го направиме. Со Панчо си замина едно време. Време кога македонската хип-хоп сцена се создаваше од нула, со љубов и вера, а не со математика и бројки. Време кога стихот имаше тежина, песната порака, а човекот чест. Тој беше еден од оние што не се предаваа, работеа, создаваа, рушеа граници и отвораа патишта за сите што доаѓаа после него. Неговиот придонес за македонската музика е немерлив, не само низ песните, туку и низ духот што го остави зад себе. Од полна месечина, што сака нека биде, срце, ако утре ме нема, па се до последните проекти. Секоја песна беше дел од неговата душа. И денес, кога тишината боли повеќе од се, токму тие песни ќе продолжат да зборуваат, ќе продолжат да не потсетуваат дека човекот живее додека има што да остави, додека има кого да допре. А Панчо допре до илјадници луѓе, со стих, со поглед, со збор, со насмевка. Па време да, лечи се, ама не поминува. Лечи, можда помалце да осеќаш, да ги осеќаш тие лузни, ама никогаш не може до крај. Лузна останува лузна, секогаш. Па не знам, види, генерално секогаш реално ги пишуваме текстовите и се инспиративни. Не мора да се од мене, може да се од тебе, може да се од некои наши пријатели, ама има и голем дел од мене. Така да, ако кажам, ќе треба да ја посветам таму песната, така да сигурно се пронаоѓаат многу и тие што ме повределе, а секогаш те повредуваат со или без причина. Тоа е животот, само треба да пливаш. Poslednja bez mene si, poslednja bez mene si. Izlazi god ti se koj, samo mene nemoj. Neka poslednja bez mene si.
Излажи се за моменти и рајот ми е пекол ако каже неко. Бекстејдж растеше заедно со него. Од првите интервјуа, кога беше на почетокот на кариерата, до денешниот ден кога сите зборуваат за она што го остави зад себе. Се сеќаваме на секој наш разговор, на неговите зборови полни со мудрост, на искрените одговори, на моментите кога знаеше да не изненади, да се пошегува или едноставно да замолчи кога темата беше премногу лична. Секој од нас има своја приказна со него и сите се вредни, повеќе од 1000 фотографии и видеа. Да бидеш уште еден ден крај мене, да можам би го вратил цело време, тебе да те гледам, да те слушам, да ме допреш, да ми изгреш душа. Многу сум учел од мои постари колеги кои многу ги почитувам и како што стареам, мислам дека тоа ми станува една исто врлина да бројам до 10 и не враќам како порано што сум враќал. Порано може сум имал и повеќе време, како што реков, сега немам потреба со некој што стварно не е у дел од мојот пат. Едноставно стварно нема потреба, а сега секоја будала, знаеш како замисли секоја будала што ќе каже нешто за мене, ја да вратам. А секој може денес YouTube, Instagram, порано не можеле на Backstage да дојдеш до насловна, на вести, на сите овие медиуми. Па ти треба стварно нешто да направиш. Денес DJ може да е секој, денес може да е секој инфлуенсер, јутјубер. Не знам, сега да дојде некој тука да се затепаме, комотно може да испадне нешто како што треба и да биде на трендинг, знаеш. Панчо беше човек кој се даваше целосно. Кога сакаше со цело срце. Кога настапуваше, го оставаше целиот свет на сцената. Кога зборуваше со вистина. А кога молчеше, неговото молчење зборуваше повеќе од зборовите. Многу сум задоволен, искрено ќе ти го кажам, зашто мако трпно многу време го спремавме. Многу време степ бај степ, не сум само ја. Значи тука е цела моја екипа на Шершат, Цуци, Айрис Креч, DJ Нести, Роберта, Денис направи hell of a job. Значи страшно. Тука се Password продукција кои логистиката ја правеа они. Вие медиумите без вас не можевме да направиме ништо. И едноставно е стварно многу тешко, многу енергија бара. Многу енергија. Јас сум таков контрол фрик кој сака све да е како што треба. И некои работи јас знам лично организацијски малце ги испуштивме, ама следниот пат ќе знам поише. Денес Македонија изгуби музичка легенда. Ние изгубивме пријател, но неговата енергија ќе продолжи да живее во се што правиме. Во секоја песна што ќе ја пуштиме, во секој кадар што ќе го емитуваме, во секој момент кога ќе зборуваме за вистинските вредности. За темпото сигурно ќе се забави на работа, ама не верувам дека ние ќе прекинеме. Има и други наши колеги кои живееле на страна, подоаѓале, знаеш.
Така да ќе видим. Мислам се е можно, прво да го истераме ова, да сме живи и здрави, па ќе видим. Може да и тие комбинации што ни се за настрана, нема да се реализираат и може пак да остане еден од нас тој што треба да иде. Да не отиде, ама така разговаравме и си посакавме, ако на некој му е добро, нормално и другиот ќе сака да му е добро и нема тука зашто да се љутиме. Ти благодариме, драг наш Панчо, што беше дел од нашата приказна, што со тебе научивме дека уметноста не е професија, туку начин на живот, што не подсети дека искреноста нема цена, дека пријателството не се заборава и дека љубовта кон публиката е најчистата форма на вечност. Почивај во мир. Ке те сакаме, ке те споменуваме и ке те чуваме секој ден, секоја година, секогаш. А сега, одмори од се. Заслужи мир, заслужи тишина. Заслужи место каде што нема болка, каде што музиката не престанува, а љубовта не се губи. Одмори се, Панчо. Ние ќе ја чуваме твојата светлина, твојата енергија ќе продолжи да свети таму каде што си бил најсвој, меѓу луѓето, во песните, во љубовта и во спомените. Се што направи беше вистински и затоа никогаш нема да згаснеш. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Тажни да не бе гледам, ново утро и добро е, добро е. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, труби викнете, за мене свирете. Ако утре ме нема, немој да ме жалите. Дигни глава нагоре, изми чаша за мене. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Викни ги другарите, стари песни свирете и нека свират другите. Ако утре ме нема, Ако утре ме нема, ако утре ме нема,